Сексуалното и репродуктивно здравје и права се табу, како дома, така и во училиште. Во нашето формално образование само 13% од учениците учеле за кондом, а едва и 2% за орална контрацепција, иако сите податоци велат дека младите сакаат да зборуваат на овие теми. Но што можам да го кажам од моето искуство како врснички едукатор по сеопфатно сексуално образование, тоа дека младите се доста заинтересирани да зборуваат на овие теми. Самиот момент произлегува тоа што многу често немаат каде да зборуваат. Голем дел од нашите едукации се исполнети со голем број на прашања од страна на младите за овие работи и најчесто го уживаме целото нивно внимание кога ги имаме овие часови со нив. Она што младите го викаат е дека сакаат сеопфатно сексуално образование и многу често после едукација добиваме пораки од типот најде да го правиме ова почесто или повеќе, особено во градовите надвор од Скопје, затоа што голем дел од обуките, барем врсничките едукации, беа во Скопје. Кога ги проширивме во другите градови, навистина се појави една мотивираност и заинтересираност кај младите. Помеѓу младите, за жал, се уште постојат голем број на информации на оваа тема кои ги збунуваат. Но дали постои начин како да се препознаат вистинските? Дефинитивно многу тешко прашање за даде одговор, затоа што живееме во ера на информации секаде околу нас. Оно што би кажала кон младите е да не се потпираат на оние информации кои многу често ги сретнуваме по форумите кај нас. Дефинитивно секоја информација треба да се провери пред да се верува и никогаш да не веруваме на оние кликбейт наслови. Вистинитоста на информацијата треба сами да провериме со дополнително гуглање, истражување со цел да добиеме вистински одговори. Најчеста причина за лошата здравствена состојба кај младите е неинформираноста, но и митовите, особено за нивното сексуално и репродуктивно здравје. Многу митови. Јас себе би почнала со тоа дека не може да се забремени со првиот сексуален однос, понатаму дека не треба да се користи кондом. Некои си видови на контрацепција за кои никогаш ние не сме слушнале, всушност тоа не се ни видови на контрацепција, користење на кока-кола после сексуален однос за да се превенира бременост. Исто така доста чести се митовите кои постојат околу оралната контрацепција, кои дополнително ја стигматизираат. Многу често се вадат делови или сегменти од оние последици кои може да бидат, но не секој ги има, па на тој начин се демотивираат особено младите девојки од користење на орална контрацепција. Училиштето и едукацијата се клучни за развојот и информирањето на младите, за грижата за сопственото здравје и разобличувањето на митовите и дезинформациите. Оно што ние многу често сакаме да го правиме на едукација, тоа се гледа дека младите читаат многу погрешни информации, пристапот кон кој го користиме со младите. Едноставно е во ред да грешиме. Ние сме луѓе, многу е често дека сме били самите мета или жртва на погрешни информации. Треба да бидеме свесни и храбри да признаеме дека некогаш оно што го знаеме и не е вистинитост. Оно што ние сакаме да го правиме нели со нашиот прилачник за врснички едукација, многу често ги имаме фактите таму и самиот пристап кој го имаме е да сваќаме дека ова е не е вистинската информација која што имале до сега, сваќаме дека ова е нешто што многу често го слушате во нашето општество, што е представено како вистина, но не е тоа. Фактите го зборуваат тоа. Така да пристапот кој треба да го имаме е да бидеме многу хумани, треба да настапиме и да речеме не вие не сте во право и толку, туку навистина да креира еден простор за имање здрава дебата и дискусија каде што ќе се разменуваат факти, а не лични мислења. Истражувањата на HERA од една страна покажуваат дека родителите се за сексуално образование, но на социјалните мрежи, додава теа, се води борба со лажни и неточни информации на кои дел од нив, за жал, веруваат. Оно што мислам дека родителите и така се мета, особено голем дел од родителите се постара генерација, па многу полесно паѓаат на вести од типот на сексуално образование и ќе имаме пракса за тоа сексуално образование. Сексуалното образование е многу повеќе од тоа и мислам дека доколку навистина родителите бидат насочени кон вистинските извори, правилните извори, изворите со точни факти, тоа ќе придонесе да влија врз нивната перцепција за што е тоа што е СС. Недостигот на соодветни информации е една од главните причини за дискриминација, насилство, омразата и силеџиството во училишната средина. Токму затоа, уште од 2009 година, HERA застапува сеопфатно сексуално образование да биде дел од наставната програма во основните и средни училишта.